Good evening. This is Peter Vrtkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушате најнови соопштенија од Ньюкасл и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Сабота, 26 мај, е денот мртва сабота. Службата од 9 сатот се бајлето. После тоа се отпева таблината, а потоа се оди на гробиште за отпевање на мртвите. Другиот ден, недела, 27 мај, е денот духовден. Службата исто така од 9 сатот се бајлето. После тоа се изнесуваат лиштата за давање кои се донесени през годината. Се организира автобус за во Сидне на пазар во неколку места и тоа на 23 јуни сабота. Цената е $40 по лице, во кое е вклучено кафе или чај са бајлето, исто кафе или чај после пладне. За повеќе информации за ова јавете се кај Су Бошев на 0414 417 207. Исто и кај Ленче Нечовска на 0410 63410. Да најавиме уште еднаш, почитувани слушатели, нашата програма ќе биде снимена порано за 6 недели од 12 јуни до 23 јули. Ако имате некои желби во овој период, може да ги ставите во поштенската кутија или јавете се кај мене на телефон 0411 673 073 да ги ставиме вашите желби. Важно е да знам која желба за која недела и така да биде поставена. Ви благодарам за се. А сега нешто за концертот. Овде што доаѓа во Ньюкасл на 2 јуни. Нешто повеќе. И повторно, голема австралиска турнеја. И повторно, со најдоброто од Македонија. Се организира концерт Balkan Night. Сабота, 2 јуни, Ньюкасл. Со елитните имиња од Македонија. Победникот на звездите на Гранд, Ристе Ристевски. Најдобриот глас од Македонија, Балканот и пошироко. Кристијан Божинов Кико. И кралот на сите дувачки инструменти, Кинг Ферус Мустафов. Нашите звезди ќе ги придружува групата Пелистер.
Сабота, 2 јуни. Macedonian Community Hall, Newcastle. Информации и резервации. Ристо Веловски 0414 296 910 и да Вртковски 0411 673 073 и кај Димче Андрески 0402 523 977. Повелете на добра, луда и незаборавна забава со нашите најголеми имиња од Македонија. А сега продолжуваме со најновите вести од Македонија. Анкета. 70% од бугарите сакат Македонија да биде примена во Европската Унија. Бугарите ја поддржуваат интеграцијата на државите од Западен Балкан во Европска Унија и смета дека нивната земја има интерес тие да станат дел од европското семејство, покажуваат резултатите од истражувањето на Центарот Тренд, изработено по нарачка на 24 часа. 60% од бугарите го поддржуваат приемот на земјите од Западен Балкан во Европската Унија. Само 16% имаат спротивно мислење. Околу 1/4 пак немаат мислење или не можат да дадат оценка. Најсилна поддршка бугарите даваат за приемот на Македонија и Србија. 70% од анкетираните го поддржуваат влезот на Македонија во Европската Унија, додека 67% го поддржуваат приемот на Србија. При што ова висока поддршка се должи на заедничките корени на трите земји во однос на културолошката и религиозната смисла. Најмала е поддршката за влезот на Албанија во Европската Унија 45% и Косово 42%, но и покрај тоа, таа е повисока во споредба со мислењето дека тие земји не треба да станат дел од европското семејство. Бугарите, според истражувањето, ја сметаат за национален интерес европската интеграција на Западен Балкан. Половина од анкетираните сметаат дека Бугарија има интерес од приемот на Западен Балкан во Европската Унија, а само 18% имаат спротивно мислење. 52% од анкетираните сметаат дека приемот на земјите од регионот позитивно ќе одрази на Бугарија. Европската перспектива на Западниот Балкан следната деценија изгледа оптимистички според повеќето бугари. 43% сметаат дека земјите од регионот ќе бидат примени во Европската Унија во следните 10 години, а 18% имаат спротивно мислење. 39% пак немаат одговор на ова прашање или не можат да дадат оценка. 58% од бугарите сметаат дека Бугарија треба да им помага на земјите од Западен Балкан во нивниот влез во Унијата, а 45% сметаат дека нивната земја нема капацитет тоа да го прави. Анкетата е изработена во периодот од 2 до 10 мај на репрезентативен примерок од 1009 лица на возраст над 18 години. Народен протест на ВМРО-ДПМН пред владата на 2 јуни. ВМРО-ДПМН на 2 јуни во Скопје пред владата на Република Македонија ќе организира народен протест. Синоќа по седницата на Централниот комитет на партијата најави председателот Христијан Мицковски. На седницата на извршниот комитет и на седницата на Централниот комитет ја разгледуваме актуелната политичка и економска ситуација во Република Македонија. Ги разгледуваме актуелните теми што живот значат за граѓаните во Република Македонија. Ова трета генерација политичари на ВМРО-ДПМН учеше од првата генерација, растеше со втората генерација и како основна цел и задача си постави да ги порази остатоците од транзицијата, а тој пораз ќе почне со организирање на еден огромен народен протест, што ќе се случи на 2 јуни во 20 часот пред владата на Република Македонија, изјави синоќа Мицковски. Ги повика сите оние, како што рече, добронамерници, оние сите обесправени, сите оние разочарани, сите оние излажани од страна на Зоран Заев и политичарите околу Зоран Заев. Ги поканува
да ни се придружат, да застанат рамо до рамо со нас, да тргнеме во офанзива, да тргнеме во ова битка и конечно да ја поразиме ова ненародна влада, што и се случува на нашата татковина, истакна Христијан Мицковски. Одговарајќи на новинарско прашање во врска со организирањето лидерска средба за името, Мицковски рече дека биле прилично јасни во нивниот став дека за вака сериозни прашања одговорни политичари, државници кои мислат добро на својата татковина, логично е да отворат фронт на консултација со што е можно поголем број на целни групи. Цениме и сигурни сме дека лидерската средба во присуство на претседателот на државата ќе биде од огромно значење и можеше да биде и поддршка во целокупниот овој процес за надминување на проблемите околу нашето уставно име, што го има нашиот јужен сосед. И ценам дека одбивањето е чин на голема неодговорност, покажување пркос на лажни основи, покажување непочит кон македонскиот народ, непочит на оние луѓе кои ги гласале тие политичари, без разлика дали станува збор за ВМРО, ДПМН, другите парламентарни партии, претседателот на државата, но и непочит кон сите останати институции во оваа држава, од кои може да се научи како што е Ману, универзитетски професори, уметници и така натаму, изјави лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Како што додаде Мицковски, ја искористи приликата да му одговори на премиерот на поканата за трет средба и посочи дека може да ја прифати, но место во кабинетот на премиерот го повика да се соочат на телевизија пред граѓаните на Република Македонија. Да дискутираме за ова прашање, да може тој да ги информира граѓаните Република Македонија за тоа како преговара, за што преговара, но и да дискутираме за сите оние фаули што ги прави на полето на економијата, на немањето реформи, во образованието, во здравството, да дискутираме за сите оние погрешни политики што се случуваат ова измината една година. Така што еве можност да можат граѓаните да видат за ваква политичка гарнитура станува збор. А ние се разбира да можеме да слушнеме, да видиме и да ја дознаеме конечно таа лекција, која таја одамна ја најавуваше, само да можат граѓаните да ја слушнат, па може би и ќе научат нешто, потенцира Мицковски. Во врска со одржување лидерска средба, рече тој, до овој момент не е поканет и оти нема никакви информации за евентуална лидерска средба во петок. Јас, како што знам, во петок, во Охрид, сум поканет во 7:30 часот на завршна вечера, што е дел од така наречениот процес Жан Моне, што ќе се случува во Охрид, на наше инсистирање во Брисел, но и при посетите на Евротројката во Република Македонија. Така што, не знам зошто во јавноста просторуи таква дезинформација, но имајќи предвид од кои кругови доаѓа и очекувана е една таква дезинформација. Не станува збор ако мислите на тој настан за евентуална лидерска средба. Напротив, станува збор за една завршна вечера на која што ќе присуствувам, што ќе биде во време трајање, претпоставувам не подолго од 1 час и каде што повеќе или помалку ќе дискутираме за формални работи, а не за суштински, рече Мицковски. Почитувани слушатели, да слушнеме нешто од Христијан Божинов Кико, кој доаѓа овде во Њукастел, во нашата македонска сала на 2 јуни, заедно со Ристе Ристевски и Ферус. Една убава песна од Кико, свадбарска песна.
oro nek se vodi, ajde kume veselo, idi so nas na oro, do godina zdravje da je, Krštevka da slavime. Krštevka da slavime. Krštevka da slavime. А сега нешто да слушнеме од Фериус. Исто тој доаѓа овде во нашата македонска сала на 2 јуни. Да слушнеме едно убаво оро.
повторно голема австралијска турнеја и повторно со најдоброто од Македонија. Се организира концерт Balkan Night. Сабота, 2 јуни, Ньукасл. Со елитните имиња од Македонија, победникот на звездите на Гранд, Ристе Ристевски. Најдобриот глас од Македонија, Балканот и пошироко, Кристијан Божинов Кико. И кралот на сите дувачки инструменти, Кинг Ферус Мустафов. Нашите звезди ќе ги придружува групата Пелистер. Сабота, 2 јуни, Macedonian Community Hall, Ньукасл. Информации и резервации. Ристо Веловски 0414 296 910 и да Вртковски 0411 673 073 и кај Димче Андрески 0402 523 977. Повелете на добра, луда и незаборавна забава со нашите најголеми имиња од Македонија. А сега да слушнеме нешто најново од Ѓоко Јович, неговиот најнов спот под име Корени. Како листја во доцна есен, лежи ме на земја паднати, гушнати. Денови знам ке минат толку брзо како возови, но само ти си мојот дом и сила, ти си моје се што имам, ти си моја последна станица. Корени во мојава душа пушти ти, рага на срце остави, ќе бидеш среќна, дека ќе бидеш среќна ти. Срце бие исто секој ден крај тебе. Денови знам ке минат толку брзо како возови, но само ти си мојот дом и сила, ти си моје се што имам, ти си моја последна станица. Корени во мојава душа пушти
Да го слушнем уште еднаш Христијан Кико Божинов со неговата најпопуларна песна Тапан грми. Dojde vreme, majko, će dok to ti porasna, svira žike, svirat zairlija. Dojde vreme, majko, da kitiš nevesta, svato bivo kupja da prečekaš. Tapan grmi, zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Tapan grmi, oro se viori, čak pesni lele do zori. Dojde vreme, kjerko, ti zvezdo majkina, od doma sok snet mi zamina. Da si imaš sloga i mnogo dečinja, kako što te gledav da gi izgledaš. Tapan grmi, zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Tapan grmi, oro se viori, čak pesni lele do zori. Ajde stani, majko, te čeka oroto, naš ti se maši, majko će to. Ajde stani, majko, i suzi izbriši, zlatno momče, kjerka si posvrši. Tapan grmi, zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Tapan grmi, oro se viori, čak pesni lele do zori. Tapan grmi, zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Tapan grmi, oro se viori, čak pesni lele do zori. Уште една убава песна од младиот Дамјан Стојановски, син на Војо Стојановски. Песната носи наслов Ја сакам Македонија. Да видиме што ќе кажи Дамјан. Pukna puška, mila mamo, pukna puška v naše selo, dalo se
Naša zemlja korem da nije skornat. Ide vreme, site prosto ke ni zastanam. Ajde site jednoro, oro se makedonsko, družno braća da zaigrame. Ajde site jedna pesna, pesna se makedonska, družno braća da zapeme. Stara Luka, jedna majka, site nas ne rodila. Od Vardar Pindur do Solona, ime je Makedonija. Stara Luka, jedna majka, site nas ne rodila. Neka znat, majko, ti ni ostana, nema druga Makedonija. Nema druga Makedonija. Почитувани слушатели, да ги проследиме уште една соопштенијата. Другата сабота, 26 мај, е денот мртва сабота, службата од 9 сатот, сабајлето. После тоа се отпеваат таблината, а потоа се оди на гробишта за отпевање на мртвите. Другиот ден е недела, 27 мај, денот духов ден. Службата исто така од 9 сатот сабајлето, а после тоа се изнесуваат алиштата за давање кои се донесени през годината. Се организира автобус за во Сиднеј на пазар и тоа во сабота на 23 јуни. Цената е $40 по лице, во кое е вклучено кафе, чај на сабајле и кафе и чај после ручек. За повеќе информации јавете се кај Субошев на 0414 417 207. Исто и кај Ленче Нечовска на 0410 63410. Уште еднаш да напомениме за нашата програма ќе биде снимена порано за 6 недели од 12 јуни до 23 јули. Ако имате некои желби во овој период, јавете се кај мене или ставете ги во поштенската кутија. Важно е да знам која желба за која недела и така да биде поставена. Ви благодарам за тоа. А сега да слушнеме нешто за концертот кој доаѓа овде во Ньюкастел во сабота на 2 јуни. Повторно, голема австралиска турнеја и повторно со најдоброто од Македонија. Се организира концерт Balkan Night. Сабота, 2 јуни, Ньюкастел. Со елитните имиња од Македонија, победникот на звездите на Гранд, Ристе Ристевски. Најдобриот глас од Македонија, Балканот и пошироко, Кристијан Божинов Кико. И кралот на сите дувачки инструменти, Кинг Ферус Мустафов. Нашите звезди ќе ги придружува групата Пелистер. Сабота, 2 јуни, Macedonian Community Hall, Ньюкастел. Информации и резервации. Ристо Веловски 0414 296 910. Пида Вртковски 0411 673 073 и кај Димче Андрески 0402 523 977. Повелете на добра, луда и незаборавна забава со нашите најголеми имиња од Македонија.
А сега одиме со поважни вести од Македонија. Протест во Софија поради одбивање на Бугарска православната црква да учествува на учествувањето 1000 години Охридска архиепископија. Пред седиштето на Синодот на Бугарската православна црква во Софија денеска се одржа протест поради одлуката на бугарските владици да не учествуваат на одбележувањето на 1000 годишнината од основањето на Охридската архиепископија, што на 27 мај ќе биде одржана во Охрид. Председателот на фондацијата Бугарска памет Милен Врабевски, кој го организира протестот, изјави дека зад грбот на патријархот Неофит бил направен заговор под надворешен притисок. Треба да се провери странското влијание врз бугарските институции кои работаат како држава во корист на туѓи интереси. Одлуката на Синодот на Бугарската црква е донесена под странски диктат, изјави Врабевски. Учесниците на протестот барат одговор од Синодот на Бугарската црква за последна одлука да им се забрани на бугарскиот висок клир да учествува на учествувањето на 1000 годишнината на Охридската архиепископија. Заев ја прифати фрлената ракавица за телевизискиот дуел со Мицковски. Премиерот Зоран Заев ја прифаќа поканата на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски за дуел на телевизија, потврдија за Мија од владата. Отвореноста е еден од основните принципи според кои работи председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев. Постојано комуницираме со јавноста на отворен и двонасочен начин преку одговори и прашања, но и дебати и дуели, така што премиерот Зоран Заев е подготвен за телевизиски дуел во секое време со Христијан Мицковски, бидејќи основа на демократијата е отвореноста и подготвеноста да се соочиш со политичките опоненти, изјави за Мија потпаролот на владата Миле Бошњаковски. Мицковски синоќа по седницата на Централниот комитет на партијата го повика Заев да се соочат на телевизија и да дискутираат за преговорите за името. Да, дискутиравме за ова прашање. Да, може тој да ги информира граѓаните Република Македонија за тоа како преговара, за што преговара, но и да дискутирам за сите оние фаули што ги прави на полето на економијата, на немањето реформи во образованието, во здравството, да дискутирам за сите оние погрешни политики што се соочуваат ова измината една година, така што еве можност да можат граѓаните да видат за каква политичка гарнитура станува збор, а ние се разбира да можеме да слушниме, да видиме и да дознаеме конечно таа лекција која така оддамна ја најавуваше само да може граѓаните да ја слушат, па може би ќе научиме нешто, рече Мицковски. Сега нешто и за здравјето. Нешто што ги уништува бубрезите. Запамтете на време. Бубрезите се меѓу најважните органи во телесниот систем. Тие ја филтрираат крвта, произведуваат хормони и абсорбираат минерали. Една од нивните најважни улоги е да се однесуваат како заштитници на телото од отрови, затоа што ги елиминираат токсините и ги неутрализираат киселините. Овој мал орган дневно прочистува околу 200 литри крв. Поради се што прават за нашето тело, треба да ги чуваме. Но, истражувањата покажуваат дека бубрезите секојдневно се на удар на одредени штетни навики кои ги ослабуваат и ги оштетуваат. Болестите на бубрезите спаѓаат во збирот на така наречени тивки болести, чии симптоми не се покажуваат на самиот почеток на болеста, туку дури кога ситуацијата ќе стане сериозна. Научните истражувања и искуствата на пациентите покажуваат дека бубрезите можат со години да ја извршуваат својата функција со намален капацитет, па дури и да работат само со 20%, без пациентот воопшто да забележи. Затоа превентивата и навременото реагирање се најважни за здравјето на бубрезите. Според мислењето на експертите, овие штетни навики може да ги оштетат вашите бубрези и ако ги практикувате, размислите што треба да промените. Прво, недостаток на вода во организмот. Најважна задача на бубрезите е филтрирање на крвта и елиминирање на токсините од организмот. Во извршување на ова функција на бубрезите им помагаат течностите, поточно водата. Ако не внесуваме доволно течности, бубрезите работат послабо и доаѓа до собирање на токсини во организмот што може да дојде до оштетување.
Второ, вишок на сол во исхраната. Златното правило вели дека не треба да внесувате повеќе од 5 грама сол дневно. Се што го надминува ова количество може да влие на оштетување на бубрезите. Кога внесуваме солени продукти, бубрезите работат повеќе бидејќи мора да го излачат натриумот кој се наоѓа во солта. Високот на сол влијае и на крвниот притисок, како и на бројни други болести. Трето, задржување на урина. Често се случува дењето во тоаљето да го одложувате поради тоа што не сакате да одите во јавни тоаљети или пак имате обврски. Честото задржување на урина го зголемува притисокот на мочниот муер, а може да доведе и до откажување на бубрезите, појава на камен во бубрек и инконтиненца. Четврто, премногу шеќер. Неодамнешните истражувања покажуваат дека е доволно да се испијат 2 засладени пијалоци за да се зголеми нивото на протеини во урината. Појавата пак на протеините во урината е еден од првите знаци на потешкотите во бубрезите. Понекогаш внесуваме и до 10 пати повеќе шеќер од препорачаната доза, со што бубрезите се на постојаен удар. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.